Од животот во Македонија што го ветува СДС нема ништо. Се почна да ја реализираат само програмата што ја ветува им се останува. Се што прават во моментот, прават надвор од ветеното и надвор од програмата. Гаражата на владата е и чистија, но затоа сметот по Куманово и Струмица, колку и да се правдаат, не може да го исчистат. Не е проблемот во тоа со колку капацитет на опрема располагаат, како што е проблемот на менеджирањето и управувањето генерално со предпријатијата, како и партискиот интерес. Директорот на Кумановско предпријатие Чистота и зеленило се правдаше за работата на предпријатието и користеше некои ливчиња како отчет и план, но сепак резултатите на теренот говорат за спротивното. Во никој случај не сме да дозволи да ги критикува граѓаните за ѓубрето низ градот. Дрско и безобразно е таквото однесување. Како директор треба да изнаоѓа начини за справување со тоа што му е основната дејност. Нема простор за политика и политиканство кога е во прашање хигиената и услугата кон граѓаните. Што се однесува до јавните набавки, повторно како одговорна опозиција прашуваме: зошто токму во еден месец се распишени толкави набавки и која е нивната оправданост? Месецов директорот на Чистота и зеленило Куманово распише јавни повици во вредност од 2.470.121 денар за набавка на гуми за возилата во предпријатието. Не интересира која е оправданоста во овој момент да се набавуваат тие ресурси кога предпријатието не котира добро финансиски и општината е во долгови и под хипотека. Прашуваме: дали ова е еден начин за испумпување на пари од граѓаните, кои би требало да се користат за локалните избори и финансирање на кампањата на СДСМ? Очигледно е дека со толкава сума јавни набавки за гуми треба во предпријатието да имаат дел од возниот парк и формули. Граѓаните бараат одговори, истовремено следат и ќе судат на следните локални избори.